Еден ден пауза беше доволно. Денеска продолжуваме со надпреварите од светското првенство. Се игра првото четвртфинале. Франција, Мароко. 0-2 гола. Не очекувате дека ќе следиме премногу возбудлив фудбал. Да, Франција има одлични напаѓачи, ќе напаѓа, ќе диктираат темпо, ама Мароко е одлично во одбраната. Ќе следиме цврста игра, многу борба и малце голови. Може да одиграте и на победа на Франција, нема да погрешите, меѓутоа сепак мислам дека 0-2 гола е подобра варијанта. Не го пропуштете надпреварот. Покрај надпревар од светското првенство имаме уште 4 предлог типови од Лигата на конференции и Лигата на Европа. Играат две наши екипи во Европа. Динамо Минск, Силекс, Кец и Европа Шкендија, двојка. Силекс има тешка задача. Динамо Минск е фаворит против Силекс и мислам дека ќе слави победа. Без разлика што нема да игра на домашен терен во Белорусија, туку ќе се игра надпреварот во Бугарија. Се ради за поквалитетна екипа и едноставно мислам дека квалитетот ќе пресуди. Тоа истото важи и за Шкендија. Многу се подобри од Европа и после минатата одлична сезона во Европа, мислам дека ќе слават победа. Гленторан РФС, двојка. Ова е дуел помеѓу аутсайдер и фаворит. РФС има одлична екипа и ништо чудно да стигне и во групната фаза. Така да играме на нивна победа. И последниот дуел е од Лигата на Европа. ЦСКА Софија, Дири Сити, Кец. Малек коефициентот, ама се работи за огромен фаворит. И мислам дека ЦСКА на домашен терен ќе слави победа, веројатно и убедлива победа. Дечки, утре продолжуваат надпреварите од светското првенство. Така да следете не, ставете subscribe на YouTube каналот Владење.мк и чао, се гледаме утре со ново видео.